civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Проблемот со неконтролираното ширење на малото и лесното оружје во последните години се искачи на прва, би рекол, меѓу првите места на меѓународната, регионалната и национална агенда. Од време на време сме сведоци дека пролиферацијата на малото и лесното оружје често пати е катализатор кој што ги трансформира локализираните инциденти и на глобалните настани. И за таа цел глобалните и националните активности се многу важни. Заедно со добро координирана национална и регионална соработка на сите агенции кои што се за спроведување на законот, во заекнувањето на контролата на производството и трговијата со оружје, градењето на стандарди за развој на ефективни системи за следење, размена на информации и транспарентност во овие постапки, исто така споделување на најдобрите пракси и подигањето на јавната свест преку спроведување на програми за промовирање и поддршка на намалувањето и контрола на малото и лесно оружје во јавното образование. Се тоа е еден систем кој што треба координирано да делува ако сакаме да имаме сериозни резултати и да ја потврдиме таа врска која што е основа на ова прашање. Ние како МВР спроведуваме активности на полето на контрола на мало и лесно оружје и во иднина ќе се продолжи активно со спроведување на сите овие планирани активности со цел да оствариме поголеми резултати во подигнувањето на јавната свест пред се од опасноста за злоупотреба на огненото оружје, спречувањето на трговијата со оружје и на воспоставување на ефикасни системи за размена на податоци и информации, што е исклучително важно во справувањето со овој вид на криминални активности. Сите овие активности се предвидени во Националната стратегија за контрола на малото и лесно оружје и акциониот план кој што го направи Република Северна Македонија за периодот од 2017 до 2021 година и по извршена евалуација на стратегијата веќе е започнат процес за изготвување на нова стратегија 2022-2025 која ќе започне да се спроведува во 2022 година, иста ќе биде целосно усогласена со целите кои што ни се утврдени во патокасот. Националната стратегија представува една општа рамка на активности на Република Северна Македонија, кои што се насочени пред се кон контрола, кон превенција и искоренување на пролиферацијата на мало и лесно оружје, на неговите компоненти, како и на муницијата. Истите представуваат водич за напредување на постоечките, како и за развој на нови мерки, механизми, инструменти за контрола, превенција и искоренувањето на пролиферацијата на малото и лесно оружје. Сузбивањето на овој вид на криминал од областта на недозволената трговија со оружје и муниција, вклучувајќи ја при тој употребата на огненото оружје во кривични дела од областта на организиран криминал, насилниот криминал, недозволената трговија со дрога и останати области представува еден значаен сегмент во справувањето со ризиците и заканите по внатрешната безбедност на секоја една држава, меѓутоа тоа помага и кон одржување на регионалната или на глобалната безбедност. Градењето и воспоставувањето на еден систем преку утврдување на процедури, на посебни механизми за контрола на легални и на нелегални текови на оружје имаат значајно влијание врз безбедноста. Токму поради овие факти, патоказот ја донесува онаа додадена вредност за сите наши земји со оглед на фактот што со неговото спроведување ќе се постигне промена на истражувачкиот начин на размислување и ќе се воспостават посебни механизми за фокусирање на оружјето и проактивно собирање, ширење и споделување на сите достапни информации преку еден интегриран систем за управување со информации. Така да постои сериозна врска помеѓу организираниот криминал и оружјето, тероризмот и така натаму. На крајот на краиштата завршува секој организиран криминал со тероризам. Така да колку подобри механизми, системи ќе воспостави било која од државите и на собствен систем за следењето на мало и лесно оружје и размена на податоци и информации, толку повеќе ќе може да гарантира безбедност на граѓаните на држава.